Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорческа со победа го започна настапот на ITF турнирот вреден 25.000 американски долари во Рим, Италија. Нашата тенисерка во првото коло беше подобро од Илона Кремен од Белорусија со 2:1. Тетовката одлично го започна над преварот и во петтиот гейм на првиот сет направи брейк за водство 3:2. Сепак во продолжениот сет од белоруската тенисерка освои 4 гейма во серија и го доби првиот сет со 6:2. Во вториот и третиот сет Ѓорческа не остави простор за изненадување и ги доби двата сета со идентични 6:2. Противничка на нашата тенисерка во второто коло ќе биде романката Габриела Дука, која на главниот турнир обезбеди пласман преку квалификациите. Тенисерката од Романија моментно е на 951-то место на ВТА ранг листата, додека Ѓорческа го има најдобриот пласман во кариерата и се наоѓа на 181-та позиција во светот. Екипата на Јувентус е прв финалист на Лигата на шампионите, откако синоќа и по втор пат беше подобра од Монако. Италијанците имаа предност од 2:0 од првиот надпревар одигран во Монте Карло и пласманот во финалето го запечатија со уште една победа, овој пат од 2:1. Јувентус уште во првиот дел дојде до висока предност од 2:0, со головите на Манџукич во 33-та и Алвес во 44-та минута. Фудбалерите на Монако единствено што направија почесниот погодок на Мбапе во 69-та минута. Ова за екипата на Јувентус ќе биде вкупно 9-то финале, а последното го одиграа во 2015 година, кога беа поразени од Барселона. Екипата од Торино има 2 шампионски титули, кои ги освои во 1985 и 1996 година. Вечерва со почеток во 20 часот и 45 минути ќе се одигра вториот полуфинален надпревар помеѓу мадридските ривали Реал и Атлетико. Екипата на Реал има висока предност од 3:0 од првиот надпревар и сосема известно е дека ќе му се придружи на Јувентус во големото финале кој ќе се одигра на 3 јуни на Милениум стадионот во Кардиф.